Господин Ивановски, значи за жал од вашето излагање може да се заклучи дека слободата на изразување, слободата на медиумите во Република Македонија и секако слободата на неистомислениците со власта не биле никогаш до сега на врвот на предизвиците во оваа држава наречена Република Македонија од незиното осамостојување. За жал, и јас се согласувам со вас дека овој режим, предводен од Никола Груевски, и со овој режим и се случува класична квазидемократија и слобода која постои само на хартија, а во реалноста, во практиката, демне стравот над секој граѓанин, над секој функционер кој не размислува исто со власта, вклучително и врз секој новинар. Ќе се обидам да бидам краток, а времето што ќе остане ќе ви го преостапам на вас. Секако верувам и убеден сум дека ќе се сложите дека функцијата на медиумите има посебно значење кога се разгледува во корелација со политичките партии и нивните лидери. И секако неприкосновеното влијание за формирање на мислење за истите кај граѓанинот, тоест гласачот. Па моите прашања се: дали во Република Македонија имаме независно новинарство? Дали во Република Македонија имаме слободни политички независни медиуми? Дали притворот врз Кежаровски не е алатка за заплашување на новинарите? Дали вие како собственик на интернет портал имате страв да објавите одредени информации, имајќи го во предвид она што се случи со Кежаровски? Дали имате и дали се соочувате со одредени закани? Благодарам. Еве сега ќе ви кажам, значи да си опозицијски новинар во Македонија во моментов, да си критичар на власта, тоа вака изгледа. Одиш кај некој спонзор и му велиш: слушај, еве имам 15.000 дневна публика, дај ми некој рекламиче за 100 евра колку да преживеам, да купам за бебето млекци и такви работи. Он кога ќе слуша дека си опозицијски новинар, дека бараш реклама, исто како да си му побарал да спиеш со жена му, значи тотално изваден од так човекот, значи ти лут ли си, бе, знаеш ли кај живееме? Груевски сега на власт ми бараш реклама, ти не си нормален ти, човече. Тоа е така живееме ние во Македонија, значи немаме реклами, не може да обстанеме. И ќе не снема. Тоа е, Груевски е многу паметен, он ретко прави вакви глупости како со Кежа. Он нас не затвара. Он не остава да умреме без леп, да скапеме, дома да се караме со нашите жени, жените да ни викаат: што се занимаваш ти со новинарство, гледаш дека немаме леп да јадеме, за бебето немаме млеко, оди таму работи келнер, нешто работи таму инженер, тргни се од тука. Он тоа сака да ни направи, да не скара дома, да останеме без леп, да не можеме кирија да си платиме, да не можеме облека да си купиме. Тоа е стратегијата на Груевски. Од една страна критичките новинари да не уништи, да не снема, да не истреби како лебарки, а овие да ги издебели како волови и да ги направи со по 1000-2000 евра плата. Тоа е стратегијата на Груевски. И тоа сите вие добро го знаете. Антони Милошевски го знае, само се прави дека не е од тука, дека не ги разбира работите, а па гледам дека Илија Димовски, стратегот, избега, не кеше да се соочи, спрашти некаде таму по тоа кафичите таму, само да не се соочи со мене, знае дека ќе бев околу незгоден и со него, бидејќи тоа е тој заедно со Мартин Португер што го замислија се тоа и што го изреализира. Срам да ви е, го валкате името ВМРО. ДПМН, бидејќи пишува Демократска партија за македонско национално единство. Вие немате ни демократска во себе си, ни национално единство, ништо. Вие сте ни преваранти, ни мангупи, ни лопови, човече, разбираш. Тоа е тоа што сте вие. И Гојко Јаковлевски беше во право основачот на вашата партија. Срамота е што направите од ВМРО ДПМН ваква пародија, ваква диктаторска власт и се гордеете со Путин, со Мао Цетунг, со овие кинезиве таму, се удушевувате на такви диктатори, уште малку во Северна Кореја ќе тиете да му баците рака на тој дебелиот кретен, тој 18 годишниот Шушумига, кај што само оној кошаркарот може да го прими. Значи тоа е вашите, му давате орден на Виктор Орбан. Такви диктатори се вашите идоли. Не отидовте кај Нелсон Мандела, бидејќи не се препознавате, срам вие да се појавите таму. Се што направил Мандела, вие се спротивно тоа правите. Срамота. Благодарам. Времето за